посакувам добро утро, како што кажавте и вие, од берберскиот салон во аеродром, нали, ФЕПЗ со цел да кажеме нешто повеќе повторно за неговата хумана мисија, односно за сите оние донации кои што се собира за настраданите од Кочани, за празникот Рамазан Бајрам, исто така и за сите оние хуманитарни акции и сите оние собирања на донации кои што следуваат. Да му посакаме добро утро, нали, ФЕПЗ. Добро утро, благодарам што дојдовте. Се надам дека веќе март месец го поминавме тешко, но овој месец, април месец, да се надеваме дека да го поминеме подобро, поберикетно, по убави работи, да не гледаме некои работи што се случи во март месец. Се надевам дека би се потрудил јах како хуманитарец, како за нечија бербер, сите заедно да помагаме еден на друг во Македонија, затоа што видовме дека во најтешки моменти народот се обедини и помогна на катастрофалниот случај што се случи во Кочани. Народот беше обединет, помогна и меѓу нив јавев со мојата екипа волонтери што помага, им благодарам со срце. Како собиравте донации, како изгледаше самото собирање на донации за настраданите од Кочани? Имено тоа собирање на донации веќе заврши минатата недела. Значи, не погоди време на постови, до 3 сати дома не јадеме и седеме сите заедно, и после станавме накај 7:30-8, го гледам дека почна да пишува за Кочани и ми се јавуваат некои луѓе, дојди помогни, јас со мојата екипа од 8 сатот, само што се облеков, одмотев до градска болница и таму и некои ме думи ме фатили на снимање. Се потрудивме да обезбедиме храна, пијалоци, смештај на семејствата што беа во градска болница. Им благодарам многу хумани луѓе и хумани организации што помогна. Се покажа дека ние во Македонија знаеме да се помагаме еден на друг, знаеме да правиме соживот. Мислам дека и, пак ќе кажам, може и полицари нека бидат малце разумни, да сватат дека македонскиот народ кога ќе се обедини не гледа ништо друго. Освен донациите кои што се собираат за настраданите од Кочани, кои се вашите впечатоци за сите оние донации за Рамазан Бајрам? Повеќето православни семејства ми помогнаа за Рамазан Бајрам и за семејството, пак ќе кажам, за Кочани што се помогна. Сега барам и обратно да биде и муслиманските семејства да помогнат за Великден, така и го правиме секоја година, без обзир на вера нација, помагаме и за Бајрам, и за Божик, и за Великден, и за Курбан Бајрам. Ето токму тоа и сакав да ве прашам следно околу самото собирање на донации за Великден. Како да учествуваат сите оние кои што сакаат во собирањето на донации? Сега за Великден се надам дека секој ќе види комшија, дали му е православен, дали му е муслиман, да помогне, тоа што за секој празник што е верски празник ги обединува народот, ги спојува народот и љубов меѓу народот има. Се надам дека и кај мене во дуќанот може да ги донесат донацииве, табла јајца, било храна, затоа и ги печатирав неколку мајци со почит и за генадите што останаа во Кочани. Секој што ќе донира ќе им давам по една мајца од Кочани, секој што ќе донира храна ќе им давам од бидеали мајца. Тоа не да го подкупам, туку сакам да го како на благодарност од мојата страна да им дадам тоа што покажавме дека можеме да направиме соживот, можеме да имаме добри односи во Македонија и да гледаме напред. Од кога можат да доаѓаат сите оние кои што не гледаат и кои што сакаат да донираат, од кога да почнат да доаѓаат за овие донации за Великден во вашиот дуќ? Значи може од денеска, од 1 април до 15 да обезбедиме да не чекаме. Ја веќе од 86-та година сме тука со повеќе ми се православни пријатели, муштери, гледаат и баклавата ми е тука направено. Јас ги ценам сите народи во Македонија, без обзир на вера нација. Се надам дека од денеска нека донесат храна, да се обезбеди за време за месец Рамазан поделивме 200 пакети со храна. Бара и повеќе, 2000 имав порака, се јавував на мокни луѓе, се јавував на некои институции, но за жал некој станува глув, ама народот, пак ќе кажа, од пензијата, од платата, од социјален случај, доаѓаат, носеат тука, знаат дека со значи гладост, со значи некој да нема. Видовме и многу работи и затоа им препорачувам на луѓе, на хумани луѓе, и на фирми, и на институциите, за време за Великден да обезбедиме барем најмалку над 200 табли јајца, да обезбедиме храна, не само за православни, и за муслимани, зашто имаат деца, и другата вера има деца што гладуваа за жал.
Сите сме ние луѓе и треба да си помагаме, како што на некој начин и тежне кон тоа самиот наш разговор. Пред самиот крај ќе прашам колку сите овие активности собирање на донации представува лична сатисфакција за вас, а воедно и тоа што гледаме еве барем во овој тежок период дека навистина имаме хумани луѓе околу нас. Се покажа дека и во Македонија стварно ќе кажам дека има многу хумани луѓе се обединени и пак ќе кажам тоа што со Кочани што се случи ситуацијата. Значи луѓето остава, ако имал еден стан под кирија, му било празно, го даваше, ги молеа луѓето, ја самиот видов, ги молеа луѓето во градска болница и во војна и во државна, ги молеа луѓето да се сместат. Не ги знаат, никој не ги знае кој е што е, да се помогне, им плаче, баш ќе го поздравам и коджата мојот Марем Исмаили што е сега веќе што актуелен, тој ми е школски другар и он беше таму дојден со мене во градска болница, ги молеше луѓето да се обезбедат, да бидат сместени, но знаеме дека семејствата не им беше тоа намера да се сместат, не знае кај ќе оде нивното чедо, дали во Македонија ќе остане, дали во друга држава ќе замине, дали во критична ситуација. Тоа јас и заедно со многу волонтери што може да ги спомнам, Илова, Марија, Вики, Александра, што стварно со мене заедно ифтар направија пред градска болница, за знае дека ја постам и ми помага, ми бреа, од се срце ми помага многу пати. Благодарам многу за одвоеното време и се надевам дека што повеќе и повеќе ќе се соберат донации за идното собирање на донации кое што следи за Великден и пред самиот крај сакам уште еднаш да ви го честитам празникот Рамазан Бајрам. Ви благодарам и вие да дочекате верски празници Великден. Пак ќе кажам, да не гледаме назад, да бидеме со живот, да се помага еден на друг. Можда некои поединци ќе сватат да го направат злонамерно или нацијата или верата, но да не подлетнеме на такви случаи, затоа што гледаме некои работи. Пак ќе кажам, повеќето луѓе се за обединување, повеќе луѓе за хумани работи. Ви благодарам што дојдовте. Благодарам уште еднаш. Али Февзи е пример за сите нас дека треба да помагаме едни на други во вакви тешки времења, па токму по тој повод уште еднаш ќе апелирам до нашите гледачи, секој кој што е во можност и сака за сите оние донации кои што следуваат за Великден да дојдат и да остават колку што можат, али што храна или пак некој друг вид на донации во берберскиот салон на Али Февзи во аеродром.